Здраво на сите! Добре дојдовте во новата епизода на Шорткат, нашите вести за млади. Јас сум Нина, а ова се настаните кои одбележаа минатата недела. Емисијата почнуваме со анализата за пристапот до високо образование на лицата со попреченост, која покажа дека само на 1 од 10 факултети студентите со попреченост можат да добијат литература во соодветниот формат. Дури на 55% од факултетите нема студенти со попреченост или факултетите не водат статистика за бројот на овие студенти. Ниту еден факултет не ги објавува своите соопштенија и документи во брајов формат, пристапен аудио формат или стандардно писмо во зголемена версија. Во анализата е наведено дека голем дел од продавалните и библиотеките се со ограничена физичка пристапност, а дури на 55% од факултетите, иако се на повеќе катови, нема лифтови. Исто така нотирано е дека за 40% од студентите со попреченост јавниот превоз е целосно непристапен. Главната тема оваа недела посветуваме на изумот дигитална ракавица на тројца перспективни матуранти од училиштето Михајло Пупин. Нивниот изум нуди можност за превод на знаковниот јазик кој го претвора во текст. Тоа им овозможува на глувонемите лица лесно да комуницираат со лицата кои можат да слушаат и да зборуваат. Затоа, откаде идејата за ваков изум, за опциите што тој ги нуди и за потребното време за подготовка, зборуваме со младите ентузијасти, учениците Никола Бансколиев, Владимир Вешовски и Владимир Донев. Идејата на професорката од Михајло Пупин, Стефана Христовска, стана реалност откако незините ученици од насоката компјутерска техника и автоматика ја создадоа паметната ракавица, која служи за комуникација на глувонемите лица. 5 месеци им биле потребни на тројцата матуранти да го склопат целиот изум и тој да профункционира. Во иднина, тие планираат да го усовршат уредот и да ги унапредат неговите перформанси. Ваквата ракавица би била ставена, би ја носел некој што е глувонем и од знаковниот јазик кој што он би го говорел, а тие знаци да може да се преведат во текст кој што обичен човек може да ги разбере. Учениците планираат да го унапредат уредот, односно да го елиминираат дисплеот и да има баркод кој ќе овозможи поврзување со телефон, со што ќе се олесни и самата комуникација. Најпрво, како што може видиме, се гледаат флекс сензори. Тие се една од главната компонента на паметната ракавица. Потоа имаме LCD дисплеј на кој се печатат фразите, буквите и зборовите. Внатре е сместена целата електроника, го имаме микроконтролерот, користиме Arduino Nano, затоа што, како што кажува само од име, тоа значи Nano, значи е во многу мали димензии, може сегде да се смести без проблем и користиме акселерометар кој ја одредува позицијата на раката. Крајната замисла на учениците е ракавицата да има уште повеќе опции од оние кои ги има во моментов. Ко прво да се смали димензиите на кутијата во која што е сместени, тоа ќе се постигне со елиминирање на LCD дисплејот. Тоа е најголемата количина од електрониката внатре и ако продолжиме со идејата со апликација и баркод преку кој може да се види, со тоа би се скратила за 2/3 можеби гломазноста на и ракавицата. И исто така и по-убава ракавица отколку градинарска. Планираме со 3D принтана да биде, која што суштина ќе е само скелет во кој што може да се сместат сите флекс сензори и би била ергономска и лесна за носење. Овие млади луѓе, освен што планираат да го подобрат овој смарт продукт, исто така планираат да се запишат на студии и да продолжат да се бават со електроника. Одиме со една летна тема. Избегнувајте да се капите во застоена вода која не се филтрира, предупредуваат лекарите во Институтот за јавно здравје. Доктор Михаил Кочубовски подсетува дека топлата и влажна средина која е типична за базените во кои има застоена вода е совршена за ширење бактерии, вируси и габи. Во лето, кај возрастните, но и кај децата може да дојдат до тегоби и сериозни инфекции на кожата, очите и ушите. Во застоена вода во базен виреат црвените бактерии, но и бактерии од кои настануваат ушни, кожни или очни инфекции. Затоа препораките се никако да не се голта застоена вода и да не се нурка во неа. Пред крајот на вечерашната епизода на Шорткат, еден апел за време на топлотниот бран. Избегнувајте да излегувате во најтоплиот период од денот, пијте многу течности и доколку сте во можност, избегнете ги горештините во планина или покрај вода. Благодариме што бевте со нас. Пишете ни на Instagram и TikTok ако имате некои сугестии или предлози и читајте рубриката CTRL-Z на MetaMaка.
Поради летните одмори, правиме кратка пауза и се гледаме повторно на 10 август. Чао!